لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Dragi počituvani moji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Веќе сме навлезени длабоко во месецот Рамазан. Веќе, на голема жалост, на нашите улици гледаме карактеристични ситуации кои што воопшто не ни се допаѓаат. Гледаме некакви состојби во кои што се доведуваат луѓето кои што на голема жалост не навикнале да постат со својата душа и со своето тело, туку постат со своите мозоци и постат со своите стомаци. Па одејки, нели, по улици, без оглед дали одиш пешки или патуваш со кола, гледаш ситуации, гледаш луѓе кои во еден момент поради лутина, поради некаков гнев, поради некаква безпричинска нервоза, од луѓе, значи од постачи, од кревки Аллахови робови на голема жалост се претвораат во монструми, се претвораат во чудовишта, се караат, викаат, не можат да се воздржат и на жалост ние сме сведоци на такви неубави призори, сведоци сме на такви неубави ситуации кои што никако не му доликуваат на еден верник, а најмалку му доликуваат на човек кој што тврди за себе дека пости во желба да ја заработи Аллаховата прошка и неговата милост. Слушаме разноразни изрази, разноразни пцости на голема жалост, но тоа е знак дека тие наши браќа на голема жалост не го слушнале својот пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, кој што ги упатувал муслиманите како да се владеат во секоја ситуација, а посебно во ситуација кога постиш. Дошол еден човек кај пејгамберот салаллаху алейхи ва селем во желба да праша, да добие совет кој што ќе ги реши сите негови животни проблеми, бидејќи луѓето не биле постојано во ситуација секогаш да се дружат со Мухамед салаллаху алейхи ва селем и го прашале за она што најповеќе ги боли. И дошол еден човек во желба да дознае што е тоа што ќе му го уреди животот. Што е тоа што ќе го приближи до Господарот Аллах субханаху ва таала, а ќе го оддалечи од гревот. Пејгамберот алейхи салату ва селам го сослушал човекот кој што му рекол: "Еусини ја Расулаллах, Аллахов пратенику, советувај ме." Пратеникот алейхи салату ва селам му рекол: "Ла тагдаб, немој да се лутиш, значи немој да бидеш гневен." Победи ја нервозата која што се нафрлила над тебе како некаква ѕверка. Човекот се зачудил и повторно прашал, бидејќи не го очекувал тој одговор: "Ја Расулаллах, еусини, ајде советувај ме Аллахов пратенику." И пратеникот салаллаху алейхи ва селем 3 пати му повторил: "Ла тагдаб, немој да се лутиш, немој да се гневиш." Потоа во друго предание човекот, истиот човек кој што го запрашал пејгамберот алейхи салату ва селам ова прашање, рекол дека токму гневот кој што не можел да го контролира, токму нервозата во која што се давел, била причина тој да не може да напредува во својата духовна изградба и била причина тоа да го спречува да се движи кон милоста на Господарот Аллах субханаху ва таала. Затоа велиме, драги и почитувани мои, дека муслиманот постојано има потреба да бара совет и некој да го советува. Зошто? Бидејќи постојаното советување меѓу муслиманите, а посебно е важно кога муслиманот го прифаќа советот на својот Господар Аллах субханаху ва таала и на пејгамберот салаллаху алейхи ва селем, таквиот вид на совет човека го оддалечува од гревот и го приближува кон милоста на Господарот субханаху ва таала. Доколку сакаш да бидеш, значи тоа е една корист, друга корист од овој хадис, доколку сакаш да бидеш корисен верник на себе си и на другите, малку зборувај, а многу делувај. Лутината,
и гневот се штетни работи и никогаш на никого не му донеле никаков хајр. А посебно во месецот Рамазан, лутината ќе те оддалечи од Господарот Аллах субханаху ва таала, гневот ќе стори да го заборавиш, да ја заборавиш смислата на Рамазанот. Трета поука од овој хадис, драги и почитувани мои, е дека човекот кој што е навикнал на гнев, навикнал на лутина, навикнал на нервоза, таквиот човек е во стварноста слаб карактер. Таквиот човек не навикнал на искушенија. Таквиот човек мисли дека со таквото своје настапување, со гневот, веднаш ќе ги реши проблемите, што е спротивно на личноста на верникот во Господарот Аллах субханаху ва таала. Да го додадеме и тоа дека каде е најопасната работа во гневот и во тешкотијата, во несовладувањето на лутината и нервозата. Човекот кој што навикнал да биде гневен, навикнал да биде нервозен, навикнал да биде лут, таквиот ќе ги вреѓа луѓето околу себе, нема да ги цени муслиманите, нема да ги почитува муслиманите и ќе се доведе сами од себе си во една глупава ситуација кога секогаш што иронија и сарказам ќе се однесува кон другите, ќе ги понижува и ќе ги омаловажува затоа што во наводници не се на негово ниво. Сето тоа пејгамберот алейхи салату ва селам го забранил, сето тоа исламот го забранил. Верникот треба да биде послушен Аллахов роб, треба да биде скромен и доколку сакаш, драги брате и почитувана сестро, да му се доближиш на Господарот субханаху ва таала, посебно во овие денови на Рамазан или колку што веќе останале од овие рамазански денови, пости, но не само со својот стомак и со својата глава, туку пости со своето срце, пости со својата душа, чувај се од безпотребен говор, чувај се да не ги увредиш муслиманите, биди примерен муслиман и кога одиш на улица, давај пример, токму оној пример кој што ние муслиманите го земаме од пејгамберот салаллаху таала алейхи ва селеме. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.